Почитувани, ние сме назад во студиото и како што најавивме и на самиот почеток, сега гостин во студио 1 е градоначалникот на Охрид, господинот Јован Стојановски. Господин Стојановски, добре дојдовте во нашето студио пред се. Добре ве најдов. И први на оваа прилика ќе можеме да искористиме за прашања кои што ги засегаат нели охриѓани за локалните проблеми, меѓутоа и за она што ве очекува, односно тековната туристичка сезона, како и за вашиот план за градот понеа. Што понеа, нели бидејќи вие сте релативно нов градоначалник по локалните избори во 2017-та. И она што го изјавивте пред околу еден месец, што мене лично ми привлече внимание, беше долгот на општината кој што изнесува одредена сума, нели, меѓутоа дали очекувате таа сума сега со престојнава летна сезона да ја покриете и какви се вашите генерално очекувања од она што сега се случува во градот? Подобро, за жал, ние не сме бизнес организација и не можеме со приливите или приходите кои што ќе се остварат во општина Охрид во текот на оваа туристичка сезона да го надмениме тој огромен долг кој што го имаме како локална самоуправа, како општина Охрид. Ние имаме проектиран буџет врз основа на приходите кои што ги остваруваме претежно на база на даноците и останатите надоместоци и придонеси кои што се остваруваат. Така да оваа туристичка сезона, која што сметам дека ќе е успешна, нема многу да придонесе врз раздолжувањето на буџетскиот долг кој што го имаме. Да, со оглед на тоа што општините останаа во големи долгови, нели Охрид не е единствената општина, ниту пак единствената толку задолжена општина, меѓутоа прашањето ми беше повеќе во насока на тоа дали очекувате побогата сезона од минатата, бидејќи претпоставувам дека имате и побогата програма за оваа година. Очекуваме дека ќе биде побогата туристичка сезона, затоа што тоа е всушност тренд претходните изминатите години во туристичките движења во нашата општина и од година во година се подобри и поголем број на туристи доаѓаат во Охрид и се повеќе и повеќе расте прометот кој што се остварува од угостителските услуги и туристичките услуги. Така, очекувате ли повеќе да привлечете и домашни гости со оглед на тоа што Охрид е познат град кој што го посетуваат странци од цела Европа па и од светот, да речеме, меѓутоа со текот на годините македонските туристи како да почнаа да го избегнуваат од својата како дестинација. Дали би се согласиле со мен? Па не би се согласил, затоа што расте бројот, како што реков, во тренд изминатите години, расте бројот и на домашните посетители. Меѓутоа, она што треба да се напомене, кое што е анализирано од претходните туристички движења, па и од движењата во угостителските објекти, тоа што платежната способност или потрошувачката на туристите кои што доаѓаат во Охрид се намалува. Значи, туристот кој што доаѓа во Охрид троши све помалу и помалу во Охрид. Тоа е лошо и на тоа треба да се работи во наредните години кои што престојат и од страна на локалната самоуправа и од страна на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот, а се разбира и од оние кои што се најмногу засегнати, а тоа се угостителите во Охрид. Така, угостителите во Охрид оваа година, зборуваме за оние приватните угостители, очекуваат ли некакви поволности од општината, бидејќи сепак го помагаат туризмот и какво лето еве може тие да очекуваат? Подобро, како и секоја година, локалната самоуправа во рамките на нејзините можности, а и самите рековте дека сме ние една од најзадолжените, за жал и најзадолжена општина, во рамките на можностите издвојуваме соодветни средства за колку толку да ја подобриме, да го подобриме квалитетот на туристичка понуда. Имавме разговори со угостителите, на некој начин и се договаравме и се надевам дека ќе имаме еден заеднички јазик и дека се тоа на кое што го планиравме, плюс или минус, се разбира секогаш секој не може да биде задоволен и дека тоа ќе придонесе за една поквалитетна туристичка понуда. Така, пред некој... Но од друга страна и да напоменам дека покрај разговорите со угостителите имавме разговори со ревизијата. Ревизија дава доста забелешки и кои што се секогаш нормални, а тоа е кога е општина задолжена или секој буџетски корисник кој што е задолжен, тогаш се помалу средства треба да се издвојуваат за такви намени. Така да се трудиме да направиме еден баланс и да ги задоволиме и барањата на туристите и барањата на угостителите од една страна, а од друга страна и она кое што ревизијата го напоменува дека пред се мора да се исчистат долговите. Така и до кога предвидувате вие да расчистите со она што беше направено од претходната локална власт, барем да почнете најголемиот дел од обврските кои што ви се оставени сега вам?
За жал, општина Охрид во континуитет веќе повеќе од 20 години е системски загубар, што е лошо. И мислам дека тоа не може да се направи, не само што мислам, туку и тврдам, не може да се направи без помош од централната власт, која што би се задолжила со поевтини финансиски кредити, затоа што општина Охрид го има и приматот во однос на финансиските долгови, меѓутоа огромни се оние кои што се материјални долгови, а тоа е пред се неизведени инфраструктурни проекти за кои што граѓаните го платиле веќе на доместокот, меѓутоа не се изведени. Голем број на асфалтирани улици, голем број на неизведена водоводна или канализациона канализација, или фекална канализација и атмосферска канализација, така да остануваат тие проблеми. Така, но неизбежно е дека Охрид и годинава ќе биде центарот на летната туристичка сезона. Го имавме пред одреден период портпаролот на вашата општина кој што ги најави оние активности кои што ќе ги очекуваат туристите во Охрид, меѓутоа тука би сакале да споменеме и соработката со БМЈ Медија Груп и меѓу општината Охрид. Практично се организираат два концерти на две балкански пејачки кои што се очекува да го наполнат Охрид, меѓу другото во тој период. Какви се вашите очекувања од оваа соработка и колку таа е значајна за граѓаните на Охрид, па и за буџетот на Охрид? Добро, јас реков дека ние покрај тоа што имаме финансиски проблеми, животот мора да тече, квалитетот на животот на граѓаните мора да се задоволува, граѓаните очекуваат и тоа е сосема нормално да има и забава во текот на летниот период, а реков дека и тоа ќе ја збогати туристичката понуда и квалитетот на гостите кои што доаѓаат. Така да ние како локална самоуправа сме отворени и соработката со оваа продукцијска куќа секако дека е добре дојдена, секако дека ни значи, затоа што ние од една страна нити имаме можности или капацитети да ги оствариме ваквите настани и така да секоја, како што велам, соработка е добре дојдена. Така и сега ќе заврши летото, освен вашата кампања сите во Охрид и концертиве кои што ги спомнавме и останатите културно-уметнички случувања, и ќе дојде септември, односно веќе есента и зимскиот период. Кои се вашите планови за работа од тој период и тука мораме да напоменеме дека имате уште една соработка со Меѓународниот центар околу објектот за сместување, односно за домување на возрастни лица, кој што е по европски стандарди, кој што ќе биде во Охрид меѓу другите локации, освен Скопје и уште неколку други градови. Добро, тоа е еден проект кој што се уште би го нарекол дека е во зачеток, значи е во договарање и се повеќе и повеќе доаѓаат инвеститори кои што се заинтересирани во случајот Европскиот центар, да, за вакви објекти кои што се наменети за стари лица, а се разбира дека во поглед на она кое што цело време го зборуваме квалитет на понудата, секако дека локалната самоуправа ќе се одлучи да соработува само со оние кои што нудат висок квалитет на услуги и кои што се позиционирани кон сегментот на стари лица, меѓутоа онај богат сегмент на стари лица, затоа што не можеме само да градиме или да создаваме домови за стари лица, а на таков начин да се изгуби и квалитетот на живот во Охрид. Интересот на инвеститорите во поглед на тие старечки домови, во поглед на тој сегмент на потрошувачи расте секој ден и сметам дека за скоро Охрид ќе ги добие првите современи вакви центри. Да, имате ли од прилика некоја ваша локација која што вие го замислувате тој центар да се најде, бидејќи вие како охриѓанец претпоставувам дека можеби најдобро го знаете градот и каде најмногу би било соодветен еден ваков комплекс? Видите, локациите со кои што располага општина Охрид и во минатото, а и сега голем дел се проблематични заради тоа што со процесите на денационализација, голем дел од земјиштето се враќа на старите собственици на кои што им било национализирано земјиштето, така да се уште немаме доволно... Не постоеше опција да им се врати во пари, во хартија од вредност? Ако е чисто земјиште, тога се враќаат како земјиште. Значи, заради тоа имаме доста и со некои други инвеститори имаме такви слични проблеми. Каде што претходната власт, претпоставам, склучила договор за граѓање на одредено земјиште, меѓутоа тоа подоцна се вратило на... Да, се вратило на собствениците, така да тој
процес на денационализација кој што се уште не е завршен предизвикува проблеми и на претходната власт, и на претходните власти, а и сега на нас. Имате уште многу земјишта кои што треба да ги вратите на граѓаните или за жал тој процес не е кај нас, тој се води во Министерство за финансии, значи од централната власт, и се уште немаме увид во тие имотно-правни процеси кои што се одвиваат и што све може да се случи. Меѓутоа имат и доста приватни земјишта кои што се вратени, така да има простор. Така, меѓутоа, кога сме веќе кај градењето, вие се соочивте со едно барање за мораториум за градба покрај Охридското езеро во целиот регион практично. За ова го прашавме и вашиот портпарол, меѓутоа ве прашувам и конкретно вас. Како вие го коментирате барањето на активистите кои што бараат мораториум на градби со цел зачувување на Охридското езеро и на околината? Добро, јас и во други пригоди тоа го велам дека ние всушност и подолго време имаме мораториум, заради тоа што оди споро или воопшто не се донесуваат оние потребни урбанистички планови. Мораториумот е една прилично тешка одлука на која што ниту ние како општина Охрид, а не знам ни колку и централната власт може да се одлучи во овој момент, заради тоа што мораториумот на некој начин би го спречил процесот на урбанизација, процесот на развој кој што е потребен во Охрид, а општините во најголем дел живеат од тие надоместоци за уредување на градежното земјиште, но од друга страна па и засилената или неконтролираната урбанизација во секој случај води до она до кое што сме денес стигнати, а тоа е можноста да го изгубиме статусот на град заштитен од УНЕСКО. Така да престои еден период на едно балансирано планирање и донесување на урбанистички планови, меѓутоа сепак во рамките, како што реков, на еден умерен развој на градот Охрид. И во тој правец и општина, значи ние како локална самоуправа преземаме одредени мерки и активности, а тоа во најголем дел се однесува на урбанистичките планови кои што се во населените места, значи во селските и руралните средини, и урбанистичкиот план за крајбрежниот појас кој што со години наназад не е донесен, а мора да се донесе, а сето тоа предизвикува и голем број на дивоградби, голем број на незадоволени граѓани, голем број на инвеститори странски кои што ги враќаме заради немањето на урбанистичкиот план и слично. Значи урбанистичкиот план за крајбрежјето е една од сериозните активности кои што мораме смело да ја донесеме. Што значи смело и дали тука значи дека некој ќе мора да биде разочаран и дека нечии барања сепак нема да бидат исполнети? Секако, значи според стариот добар принцип дека не можат сите барања да бидат задоволени, сите желби, сите апетити, сите намери на граѓаните, ќе мора да, како што реков, да се направи еден баланс помеѓу она што го бараат невладините организации кои што работат во доменот на екологијата или кои што се еколошки ориентирани кон заштитата на животна средина, но од друга страна и кон инвеститорите кои што бараат нови инвестиции, градба на нови хотели, затоа што всушност Охрид и според бројот на легла во хотелските комплекси во овој момент не ги задоволува барањата на сите туроператори кои што се желни да носат гости. Но претпоставам дека вашиот императив е зачувувањето на статусот од УНЕСКО и дали сте убедени, дали можете да гарантирате дека кој план и да биде донесен, тој статус ќе биде гарантиран за градот и за езерото? Секако дека не можеме, затоа што велам дека мора да се донесат тие урбанистички планови да бидат и развојни, меѓутоа да значат и задоволување на еколошките стандарди. И мислам дека ова е можно да се постигне заради тоа што во моментов во светов има голем број на такви фондови кои што нудат од една страна задоволување на еколошките стандарди на хотелите, а од друга страна и значи покрај задоволувањето на еколошките стандарди на хотелите и овозможување на голем број на легла. Тоа во најголем дел значи изградба на екокомплекси, значи еколошки комплекси, и со тоа фактички туристичката понуда на градот Охрид ќе се насочи кон таков сегмент на туристички гости.
Така и за крај едно прашање околу културата и околу фестивалот Охридско лето, кој што е синоним за летото практично во Охрид. Дали можеме да кажеме дека фестивалот го одржува сјајот или можеби е потребно нешто ново, нешто свежо за да можете да го продадете практично на јавноста, да кажем? Добро, Охридско лето е еден добро изграден бренд кој што со години наназад го прави Охрид препознатлив и сметам дека и оваа година и уметничката програма на фестивалот Охридско лето ги задоволува стандардите, нуди една богата и разновидна програма и, што е најбитно од све, квалитетна програма. Така, во оваа прилика јас би ви се заблагодарил за вашето гостување, господин Стојановски, и секако не очекува една интересна сезона во градот Охрид и од септември претпоставувам многу повеќе работа. А за подсетување... Од септември дефинитивно многу повеќе работа. Да се решат сите оние проблеми кои што во еден краток рок не можеа да бидат решени. Така, и за подсетување за вашето гостување и на вас ви го подаруваме романот од нашата Санта Аргирова, сега за да не се пружиме подоцна на рекламите, а политичкиот трилер Времето на Перонов. Уште еднаш ви благодарам што бевте дел од Студио 1, а вие почитувани останете и натаму со нашата програма. По кратката пауза следуваат вестите во склоп на Студио 1.